Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Вечерва ќе може да проследите второто продолжение на нашето телевизиско досие на зададена тема зашто се борија македонците во Егејска Македонија во текот на граѓанската војна 46-49 година и таа трагика на македонските бегалци, повеќе од 28.000 македончиња на возраст помеѓу 2 и 12 години кои побегнаа всушност пред налетите на тие грчки и британски вооружени формации во текот на таа граѓанска војна. Целото ово досие го спремаме 9 месеци и ние во минатиот и овој петок можевме да го проследиме всушност сето она што го имаме сработено во тој временски период. Денес е православен Божик и ние се наоѓаме на влезот на поранешното македонско село во Егејска Македонија, тоа е селото Кониково, кое денес се нарекува Дитико. Всушност тоа е едно од повеќето 2000 села во Егејска Македонија кои се потполно раселени, односно се иселени македонците во оваа село. Тоа се случува некаде во период помеѓу 1912 или 1918 година. Господине Спасов, Дитико или Кониково денес е едно многу мало место, дали има 50 на кукички во северна Грција или како што ние нарекуваме Егејска Македонија, близу Пела или близу Постол, и има одредено значење, има одредена многу битна и значајна историска приказна, тоа е дека таму е првиот превод на современ македонски јазик на Библијата. Значи јас би додал првиот печатен превод на современ македонски јазик. Печатен. Да. Лингвистите се согласни дека во тоа Кониковска евангелија всушност е запазен тој долновардарски говор, односно тоа може да се смета како прв современ превод на Библијата на македонски јазик. Дали тој превод, печатен прв превод, кој што го велиме на Библијата или на Евангелието на македонски локален јазик, на тој крај Дико или не знам на Пела, може да се означи како николец на создавање на современиот македонски јазик? Апсолутно, бидејќи овој превод не е само превод на еден локален, значи на еден местен дијалект. Ваквиот овој текст можеме да го значиме како николец, односно како прв печатен превод на Евангелието на современ македонски јазик. И можеме да му го дадеме тоа големо значење. Денес егејците веројатно ќе ве частат за едни вакви квалификации, бидејќи тие до ден денешен се смета дека се најголемите бастиони на македонштината во Република Македонија, па не знам, ако сега Библијата прв пат преведена тамо, па Крсте Петков Мисирков е од тамо, па не знам, Гоце Делчев е некаде 100 километри на исток кон Кукуш, веројатно тоа само ќе им ги потврдите и ќе им ги подхраните тие суети дека се некого бастион на македонштината во Македонија. Да, ниту за суетите на денешните, да речем, жители од Егејска Македонија и од Северна Грција, ниту за мене тука се работи за објективни факти, се работи пред се за Павел Божиговски во случајот, а потоа за Крсте Мисирков. Се наоѓаме пред влезот во областа Пела, која е најголемиот број македонци предизвика одредена возбуда, одредени емоции, бидејќи тука се наоѓала престолнината на Александар Македонски. Меѓутоа тоа што е многу помалку за нас македонци е дека токму во овој град, односно во градот Постол на македонски столичниот град, е роден еден од најголемите македонци, тоа е Крсте Петков Мисирков, односно човекот кој пред 5 или 6 години беше прогласен за најголемиот македонец во текот на минатиот век, кој има напишана таа многу позната книга за македонските работи. Било која ранг листа да ја правиме на 5 или на 3 најголеми македонци во историјата, тама не може да нема двајца со потекло од Егејска Македонија. Да. Во најмала рака Гоце Делчев и во најмала рака Крсте Петков Мисирков. Едниот во Кукуш, едниот во Постол или во Пела. На пример, па точно еве сега да на крајот на кришата, ајде колку толку денес сме нели влезени во филмот на Александар Македонски. И татковината на Александар Македонски е на просторот на Егејска Македонија. Да. Или на пример, или прататковината велат тоа се Костурските планини. Добро. Може да има такви појави. Може да има појави кај македонците надвор, да речеме во Австралија, знам сега за Австралија, Канада, дека е Америка. тешко, да речеме на тие јавни трибини, не е баш пријатно да изговориш дека ние потекнуваме од словените. Знаеш, помил им е поимот Античка Македонија. Да, античка Македонија, ама тоа е веќе тој им дава една големина, една сила, кај што можат и да ги нервират грците и да се спротивстават. Тука е Ама лесно е да се македонец во Австралија и во Канада, тешко е да се македонец, посебно егеец овде во Македонија. Ама и тешко е вака. И тешко е да си македонец во Егејска Македонија. Интересен е фактот дека првите пишани траги, односно првите назнаки, дека може се најдат писмени докази за постоење на тоа Кониковска евангелие, се најдени во Александриската библиотека на грчката патриаршија во Египет. Всушност првите докази ги пронаоѓаат финските научници. Меѓутоа жално е, господина Спасов, дека во место дека што тој прв превод современ на евангелието на, може да се рече, на денешен македонски јазик, денес тама не живеат македонци во тоа место.
Раселени се. Да, тоа се тие живеат. Тоа е веројатно најжалното во целата приказна. Многу е, да речем, жално и нам ни беше исто така не обзема една носталгија, ако може така да се каже, но во соседното село, кај што бевме, значи Грива, кај што бевме на поголема на еден разговор, да речеме теренски разговор со луѓе од тој крај, живеат практички повеќе од половината бивши жители на ова село или нивните наследници. Кои се раселени, значи. Кои се доселени, значи тие се едноставно се преселени во соседното село. Отприлика, кога почнува тие преселби миграции на ова население од Егејска Македонија? Значи, на овој простор некаде Македонија веднаш после Балканските војни, меѓутоа во прекуокеанските земи претпоставам дека тоа трае некаде еден век и половина. Уште некаде таму 1850 или 1860 година има први траги на наши од Егејска Македонија кои се селат во Австралија, Канада, Америка. Има податоци дека, како што спомнавте, уште во 1885 година почнува еден бран на мигранти кои нормално за подобра екзистенција одат на печалба во тие држави. Што е интересно, од тие графи на доселеници се пишуваат како македонци. Во најголем дел. Да. Во најголем дел. Најголемиот бран на тие економски емигранти се случува одма по поразот на Илинденскиот период. Значи после 903 година. Да. Имаме званични податоци каде што најголемо така маса на луѓе нормално од страв, од одмазда од тогашниот режим пребегува на печалба во диаспората. Томислав Симовски, значи кој ги прави оние три големи книги, Точно, на некој начин атлас на населените места во Егејска Македонија, вели дека некаде помеѓу 1500 или 800 и 2000 места, ричиња, рекички, градчиња, градови, села, ги има сменето. Апсолутно, затоа сега ние го немаме Лерин, условно велам го немаме Лерин, затоа имаме Флорина е сега пред Воден, Едеса, Костур, Касторе и така натаму. Грците успеа да ги сменат речиси сите, осем оние населени места кои не можеа да го прилагодат името на местото со топонимо со нивниот говор. Колку македонци има во Здрелци, дедо Аргир? Нашето село 90 на 100 бие македонци. А сега? Сега 95 на 100 се гарци. По душата не се. Јас ти веля на јавност кад се представуваат. На јавност кад се представуваат. А во душата се македонци? Да. Ама не сме да кажат. Во е страв. Страх. Значи страх. Не може никој да прави ништо. Не е забранено. Ама стравот, да кажеме истината. Стравот им е во коски. Да кажеме истината, не се забранува тоа. Не може да му го забрани. Денес сме на Европа. Ама човеко се раѓа со стравот. Се раѓа со стравот. Без малку 50 на години македонци од Егејска Македонија ги следи тоа чувство дека се граѓани македонци од втор ред во сопствената држава. Колку да тоа неоправдано, имам чувство дека денес македонците повторно влегуваат во еден нов филм, исто така неоправдан, дека се без малку бастиони на македонштината во Република Македонија. Господин Димков, очекувате дека егејците ќе победат во битка со Грција? Кој побрзо може да победи? Република Македонија во тој спор со името или егејците во тоа своје барање да им се врати земјата во Грција? Тука вие се одат заедно овие работи. Мислите? Ни едното може без да го другото. Мене ми се чини дека неќам да зборам многу за името, а јас дадов една изјава на Канал 5, мислам дека беше, и таа мојата изјава беше дадена повеќе пати. Дека наше став е на егејците ни една буква да не се смене од Република Македонија, ни една педа земја да не се даде од државата. Тоа е ставот на егејците. Малку да ја нервирате Грција. Мора многу, не малку. Многу, Не се плашите дека можеби по една или две години
токму егејците, кој што тоа беше случај во изминатите 50 или 60 години, ќе бидат обвинувани не само од останатите граѓани на Република Македонија, туку од политичките структури, дека токму тие, со своето инсистирање на заострување на односите со Грција, на враќање на имотот од Грција, го блокира патот на Македонија кон НАТО и кон ЕУ. Нели се плаши дека може и македонците од Егејска Македонија ќе бидат раснати на ден Па таков не крст? може тоа, обратно делува. Јас сум охрабрен од луѓето одека кои не се по потекло од Егејска Македонија. Господине Петрески, колку македонци од Егејска Македонија живеат денес во Битола? Имате ли некоја проценка направена? Ги има негде 8.000. 8.000 само во градот Битола? Да. Колку во Штип има македонци со потекло од Егејска Македонија? Во Штип, Штипската околина? Купната пројка не јас би рекол дека до 15.000 се овие Значи Штип со околината. со околината и овие зборами и Свети Николи, зборами и Проби Штип. Каде све беа твоите? Каде све беа твоите, да речеме, сестра, мајка? По кои држави све завршија? Обично велат Па во егејците неколку континенти. неколку континенти. Имам војко што беше во Америка, еден друг војко што во Австралија. Ние бевме во Руманија, во Стриково во Ташкент, на мајка ми сестра исто во Ташкент, на мајка ми друга сестра во Австралија, роднини во Чешка, во Унгарија, така да Како Марко Поло, да. нешто. Добро, Марко Поло одел со Со друга идеја. идеја. Идеја да открие, нели? Овие беа протерани. Овие протерани. Што очекуваат да најдат егејците или македонци од Егејска Македонија кои побегнуваат таа 48-49 година од таа страна на границите? Што очекуваат да најдат браќа, сестри, луѓе кои се исти пород кои ќе ги прифатат? Нормално. А што наоѓаат? Нормално бидејќи бегалецот е бегалец. Оне што е откорнат од своето огниште и се засолнува некаде. Се засолнува прво кај своите најблиски, кај своите браќа. Го наоѓаат ли тоа братство? Не го наоѓаат. Егејците тука не го наоѓаат. во Македонија? Не го наоѓаат бидејќи има 1000 примери. Примери што јас ги знам, не само како дете и подоцна. Не ги наоѓаат. И колку според вас македонци со потекло од Егејска Македонија има раштркано ни светот денес? Искрено да ти кажам, не знам зашто јас во Форт Вајн имам неколку братучеди што не ги имам видено, што ми се јавуваат. Први братучеди? Втори, трети. Така? Втори, трети. Кој дури има еден што бил и сенатор таму. Во Америка? Во Америка. Значи раселени по цел свет? Па во Панама има втетин. Во Панама? Панама. Трагични се тие судбини на македонските партизани и на македонските деца бегалци од Егејска Македонија кои како песок се раселени по цел свет, почнувајќи таму некаде од Ташкент во Русија до Торонто во Канада. Вие се заминувате на 11 години. Што прво се сеќавате кога заминувате од Егејска Македонија и на што прво се сеќавате кога се враќате после 20, 30 или 40 години во вашето родно место? Бегалецот го носи поимот граница, односно проклетството свое на таа граница го носи бегалецот до смртта. Постојано? Не, постојано. Значи нема бегање од тоа? Па нема, невозможно да се избега. Ако ти да речем, јас сум разговарал со многу мои колеги. Обично господине со мои Чаковски, колеги, само се извинувам, со мои колеги родени овде по 30 години не си го виделе родниот крај. Немат гајле. Зашто? Сосема е нормално. Нема граница меѓу него и неговата куќа. А ако има граница, јас да речеме, копнев со невозможно, тоа не може да се опише, само да влезам, да ја минам таа граница, да ја видам мојата куќа, да го видам моето детство, таму да видам. Вие сте од Мегленско. Да. Значи тоа е некаде одводен према македонската граница на север. Да, вот. И многумина велат дека од тој Мегленски крај подоцна на крајот на својот живот се преселат во Битол и во Прилеп за да можат да преминуваат од таа страна, се огледат родното место во Меглен. Да, затоа што старите луѓе, особено семејствата кои живееат тука во Скопје, се преселија, велија. Во Прилеп се преселија најголем дел. Да, во Прилеп, дека со врзени очи ќе ја минат границата. Ја менува ли? Многу. Значи, од целата таа стара мислам,
врсниците на татко ми, како татко ми, ја минува. Само да- Татко ми ја има минато. Само да го види целото. Влегувале, Гробовите, влегувале, куќата. нема. Да. Сте го насликали ли Бапчор, родната куќа, да речеме? Како ја доживувате? Од 6 години сте избегани од таму, кога се вративте 2001, тоа беше све срушено. Да. Како ја доживувате ко слика? Во магла некоја? И прв пат кога бев во Бапчор, имам еден мој прв братучет кој живее во Нерет, тој е многу близко до... Тоа се планински. Нерет е Не само веројатно еден рит, Нерет и Бапчор е едно ритче го... Нерет велате село со најубава облека, носија, што вело вегаска. и најубав јазик, што најубав јазик, што на зелена, црна, многу убава носија. И кога бев таму со мојот братучет, Васил Силоманов, веќе не знам, се рушевини полно. Сите се исти, Сите се рушеви. исти, рушевини, зидови таму. И он ме носи, вика, ова е, вика, вашата куќа, а ти си роден тука, вика, во ова соба. Во ова соба. Во ама камене што ова. И таму најдовме некои предмети оставени на времето на еден сач кој половината беше вргелсан, некои клинци, некои греди и една вратничка која вака се клатеше на останата на дел од зид. И му кам таа вратничката што е таму? Па тоа вика вратничка што татко ти ги чува салатите. Татко беше добар мајстор. Значи латите ги чувал таму. Алатите, тоа беше вратничката од некој шкафче што ги чуваше алатите. И му кам може ли тоа да го земам? И го земав, и сачот, и вратничето, и некои други ситни работи. Ги ставив во... ги однесеме таму со возилото. Неговата живеачка низ тие источноевропски земји трае некаде повеќе од 40 години. 6 месеци на лекување во Унгарија, подосна 12 години во Полска, се враќа во Бугарија кај што е 13 години. Во Бугарија го сметат за југославенски шпион, подосна се враќа во Југославија, односно во тогашно Скопје и живее во Шуто Ризери, односно заедно со својата фамилија продаваат цвеќења на гробиштата во населбата Бутел. Не може кај да го издржи тоа на крајот 87 година, се враќа со дозвола на Папа Андреју во Грција во неговото родно место Зрилци. Иначе вие се вратите на крај во Зрилци, тука да го завршите животот. Кај што сте родени? Ако ми читаш што пати за да се вратам во Грција, нелегално се вратам во Грција. Нелегално се врати во Грција. Нелегално, кога ти кажам, со документи се вратив, ама со лажни податоци. Вие, значи, успевате да се вратите во Грција со фалсификат документи, кои ги извадите... Со документи од Белград. Од Белград. А Не таму... се гледаше ништо дека има Македонија. Македонија, апсолутно. Лажевте дека живеете во Сплит, кај што живееше ќерка. Категорично го велам така. И на крај Папа Андреју подпишува дозволи да се вратите за вас 28. И вие се враќате во Грција. Јас добивме грчко, не го врати грчкото државјанство. Кога дојде тука, ме познаваја луѓето и властите тука. Ми го вратија државјанството одма на мене тука. И добро, кога се вративте тука, во Зрилци, после 30 или 40 години, како ве примија луѓето? Гостоприемство. Не ви правеа проблем дека сте дојдени од Македонија? Апсолутно ништо. Немаше проблем. Ништо, не. А вашата земја што беше порано, која има сега? Имам јас. Вие се имате земјата? Цела земја ја имам јас. А куќата стара што ви е направена? Още, таа расипана е Таа цела. расипа. Си имате изградено нови Имам куќи? едно, ако беше дења ќе одим даисликаме сака, ако искате, там имам едно направено малку като музеј, имам слики там. И сега на крајот на животот се вративте во Зрилци, тамо кај што се роден. Дали ви се смири душата? Да ти кажам, не, знаеш зашто зе? Зашто винаѓи ми мислето за тоа за тие што не може да дојдат. Што не може да се вратат во Грција? Што шетат Најголемата по тежина за светот? мене, најголемата тежина за мене е тоа. За тие што не може да се бориме заедно и не може да се вратат. Има луѓе што не за враќањето, не става въпрос за враќањето, да дојдат да ги видат гробовите на нивните дедови и родини. За тоа ви е најтешко? Ја за тоа нема смирење. Нема смирење.
Во текот на 60-те и 70-те години на минатиот век, тогашните македонски власти спроведуваат одредена политика на ремакедонизација на Западна Македонија. Во функција на таквата политика, најголем дел од македонците од Егејска Македонија кои се враќаат од Источна Европа се населуваат од Тетово, Гостивар, Дебар и Кичево. Се процена дека повеќе од 60.000 македонци со потекло од тој крај всушност се населени во овој дел на Западна Македонија. Значи, обично, голем дел од егејците, од тие источни земји, во еден период се населува во Гостивар и во Тетово. И тоа македонска држава веројатно сакаше, бидејќи албанците стануваа мнозинство во овој дел на Западна Македонија, со доселување на македонците. Тоа беше политика на влада. Тоа беше политика. Со доселување на егејците на некој начин да се смени тој етнички состав. Да, точно беше, тоа точно. И голем дел од егејци се населија Гостивар и Тетово. Гостивар, Тетово, Дебар имаше. Дебар имаше, така. Кичево. Иначе вие некаде таа група 70-те години кои од Унгарија, Полска, Чешка, Романија се враќа во Македонија, во поголем дел ги селат во овој дел на Полок, Тетово, Гостивар, доле во Дебар, Кичево и така натаму. Нашата група, првата и втората, почнувајќи Тетово, Гостивар, Кичево и Дебар ги праќаја. Само во тие 4 града. На границата. Кај што албанците веќе стана мнозинство, претпоставам дека имаше политика од целата таа работа. Да. Се смета дека некаде околу 28.000 млади македончињи, односно околу 3.000 грчиња, всушност се пребегања од Егејска Македонија во таа 48-49 година и најголем дел од тие деца се дојдени во Република Македонија, подоцна во Источна Европа, токму преку ова село Живено и дел преку местото Попова Нога кој се наоѓа некаде на Преспанското езеро. А се случеше ли пукање таму во Грција? Се случеше ли војната тука? Одевме туа на манастирот, тука горе има манастир и одевме да гледаме туа, го викат Пиперка од Карши Сетина. И авионите ќе натакуваат ние деца, така и имаше и возрастни, не само ние децата, и возрастни ќе одиме таму, ќе гледаме авионите кај што пука. Тука преку Ридоте Сетина, така? Преку Ридо у самиот дол е Сетина. Тоа е веќе Грција. Сетина, Крошуради, Попадија, тие се сите грчки. Леринските села. Леринските села. Македонската јавност многу малку знае. Меѓутоа има одредена теза која помина, мислам дека е многу погрешна и многу опасна, дека Тито ги издал македонските партизани во Егејска Македонија. Значи сите снимки што сум ги правил, сите архиви што сум ги испитал, па дури на теренот сега снимав и во Маркова Нога и во Живојно, луѓето кои имаат доволно број на години и кои се сеќаваат на тоа време велат дека токму е обратна ситуацијата. Југославенските авиони всушност ги бомбардирале грчките позиции за да можат македонските партизани подобро да војуват, иако може децата бегалци се префрлат на ова страна на границата. Да, мислам дека е точно вашето кажување. Југославија и Македонија конкретно беа главната логистичка поддршка на демократската армија на Грција. Колку оружје изпратите таму? Прати се голема количина на Се оружје, тоа су вагони оружје. Не е то пушка и митралез, тоа су вагони. Од топова, не е било авиона, било е топова. Тогашната југославенска војска така ги прифаќаше бегалците од Егејска? Ги прифаќаше и носеше без никакво оптеречење, например, да има луѓето ги носе со добар услов. Абе пешки идва од таму. И тука ќе ги прифатеа камиони и ги носе во Битола. Ќе дојда сетна од Битола, од тука со камионите или на возо имаше железничка, ама од таа малата линија тука врвеше вака. Тука врвеше. Кој беше рудникот Живојно? Кој беше рудникот Живојно. И ги носе до Битола. И ги носе некои сони, некои со камионите и така ги селува. Се наоѓаме во областа Маркова Нога. Тука веднаш позади нас се наоѓаше всушност преминот од каде што ова најголем дел македонските бегалци од Егејска Македонија таму некаде 48-49 година влага на територијата на Република Македонија. Според одредени историски проценки станува збор за повеќе од 10.000 пребегани македонци токму на овој граничен премин. Битола е центарот преку кој во таа 46-49 година им се помага на партизаните во Егејска Македонија. Да, најмасовното, да речам, преминување преку границата беше на Маркова Нога. Тоа е најмасовно. После Маркова Нога е во Преспанскиот регион. Преспанскиот регион. Веднаш позади нас, всушност на тој премин кај Маркова Нога, се наоѓа областа Корештија, каде што тамо 48-49 година беше последниот бастион на македонските партизани и токму од тие причини овој премин беше одбран за да можат македонските бегалци на најмирен и најцелисходен начин да бидат префрлени на територијата на Република Македонија, подоцна од овие наши центри да бидат пренесени широм центрите во Источна Европа. Господине Таше, се наоѓаме веројатно во едно од стотината напуштени села во Егејска Македонија, ова е селото Горно Дренови. Да.
пред црквата сме, струшена е црквата. Ова велат дека е слободна територија некаде од 44 до 49 година. Да, тоа време навистина оваа територија беше слободна територија. Тука завладуваше тога и демократската армија, така се викаше тогаш. Па дури може да се најдат и графити, се уште по куките да живее демократската армија и така. Добро, ние го познаваме и од некои луѓе, знаете што живеат тука, па после ми кажуваат така било тоа време. Велат дека после губењето на тие битки на Вичо, на Грамос, таа македонска армија во рамки на демократската армија на Грција, едно од последните места која паѓа под грчката армија е од ова место, Горно Дренови, или Крања по грчки, како се вика. Да, и местото така, тука беше, да речеме, силата на демократската армија. И последното вистина, кој што се повлекува кон Албанија, последните битки тука беа во овие места. Се наоѓаме во едно од македонските села во Косторско околија кој остана напуштени некаде 48-49 година. Ако може да погледнете на куќата што се наоѓа веднаш позади нас, ќе може да прочитате 3 графити. Два се напишени на грчки на кои пишува да живее демократската армија на Грција, на вториот пишува да живее Народно ослободителниот фронт и тој што е најинтересен за нас, напишан на македонски, уште тамо 48-49 година пишува да живее Илинден. Господине Сотир, вие сте од село Вишени, тоа е значи под планината Вичо, кај што се случуваат најголемите борби заедно со Грамос во текот на таа граѓанска војна 48-49 година. Вие сте принудени да бегате. На колку годишна возраст заминувате од Вишени? 5,5 години имав, кога не собра дедони, со брат ми што имал 2,5 години, Томе. Не товарил, уште се сеќавам, имавме еден бел конј и патувавме може 1-2 недели до сегашна Република Македонија, до Љубојна. Значи вие на Маркова нога, на тој премин поминувате во Република Македонија? Да. Значи мало дете од 5,5 години, вие се уште свежо се сеќавате? Сеќам зашто имавме голема мака, преку ден не пукаја, а ноќум поиќе патувавме, а ноќум не можеш толку многу да напредуваш, како денјум. Кој напаѓа, од кого се бегавте, од британските авиони, од тие напалм бомби? Тогаш им помага американците, англичаните на грците со авионите. Тогаш грците немале авиони тогаш. Тие им помага и тие ни запалија и Вичо и Грамос. Така. Кај што ми загинаа родителите. Во периодот од 1948 до 1955 година, кога беа затворени камповите, на територијата на Романија во тие 10 бикалски кампови беа сместени некаде околу 8.500 македончиња со потекол од Егејска Македонија. Некаде околу 3.000 македончиња подоцна беа испратени во логорите во Полска, така што на крајот кога тие логори беа затворени, некаде од 1953-54 година, остана некаде околу 5.000 македончиња. Колку години имавте вие кој напушти? Вие сте селото Бабчор, значи селото Бабчор е разрушено и така натаму. Јас имам 6 години. 6 години. Значи вие на 6 години сте одземени од мајка, од татко, значи однесени прво не знам во каде, на Маркова нога, претпоставам, пошто има 2 гранични премини. На Маркова нога, значи Љубојно беше местото каде што прво населено место. После 3 дена одене пеш од Бабчор до Љубојно. Во Љубојно останавме еден ден или една ноќ, па после дојдоа камиони, не однесоа во Битола, од Битола на воз, Скопје, Белград, Романија.
Се постава прашањето зошто Романија беше толку благонаклона кон македончињата со потекло од Егејска Македонија и отвори својата територија, отвори 10 кампа и прими повеќе од 8.500 македончиња со потекло од Егејска Македонија. Тука во Романија има одредено објаснување кој денес се кажува дека романската комунистичка влада таму во текот на 48-49 година трпеше сериозни критики, дека во текот на Втората светска војна Романија поред одлуката на кралското семејство да биде дел од фашистичката алијанса, всушност се заземала погрешната страна во текот на таа голема војна. Токму од тие причини некаде во текот на 48-49 година романската комунистичка влада ја отвори својата територија и дозволи толку македончиња да бидат сместени на територијата на Романија. Токму поради тие причини првиот бегалски камп на територијата на Романија беше отворен во хотелот Ројал Палас, кој е изграден тука во Синаја некаде во текот на 20-тите години на минатиот век, токму за потребите на романското кралско семејство. Во овој ексклузивен хотел беа сместени некаде околу 200-300 македончиња, односно дел од македончињата кои покажува најголеми и најдобри резултати во своето школување. Господине Поповски, вие сте со потекло од Егејска Македонија. Да. Меѓутоа сте роден во Полска. Да. Каде сте роден? Роден сум во Згожелец. Тоа е во југозападниот дел на граница со Германија. И како е да се роди човек во туѓина? Не знам, вие сте ваму од преспанските села. Значи Раби и Нашице, колку што ве разбрав. Да. Значи во Раби оној аеродромот што е направен во текот на таа граѓанска војна, кај што доаѓала помошта од источните земји од Југославија. Како е да се родите у Полска, 2000 километри по-на север? Никош не ми размислував за ова. Како бидејќи не сум се родил во сопствена земја, па да знам како е да речеме да се родиш во туѓа. И добро, кај вие сметате дека ви е коренот? Вие сте родени во Полска. Да. Родителите ви се од Егејска Македонија, живеете во Тетово. Кај ви е коренот? Коренот ни е во Преспа. Преспа. Тама се чувствувате дома? Не, мислам и во Преспа кога одам и во овој дел, пошто во Грција уште никој не сум оден. Не сте биле? Не сум, да, реков. Ќе одам дури откако ќе гуки над визите. Од едно време имав проблем со виза уште 70-те години. И кога одам и во наша преспаност, така да тука со гените на моите предци, значи најдобро таму се чувствувам. Исурваме низ планина, низ Ормано, тешко му беше и на децата, тешко и нас ни беше. Сурваме во Дупени. Таму ни стретна на река, беше замрзнато од покамчината, децата ја газеа, си цапа. Сурваме во селото. Таму се собраме сите, излегува, ни пречекаа селаните, ни сместија децата, беме 2000 деца. И како вие стигате во Македонија, во кошот на конјот со брато Стајн? Мене ме донесоа до Љубојно, таму имаше прифатлив центар, не остај стариот. Меѓувреме на една река пред Лерин го сретнавме татко. Даваше стража. Партизан беше татко? Партизан, офицер беше татко, нешто. Не знам, на безбедност беше. Он остана, значи? И му рекоја, Насе, ти бегат децата, оди си ти. Не, јас ке се борам. И не префарли дедо, не собраја тука во Љубојно и Брајчево кај беше. И од Битола, не, фактички од Мала Преспа тука Љубојно, не однесоа до Битола, во Битола не товарија во вагони сточни и кога се разбудивме, во Будимпешта бевме. Значи во Будимпешта? Значи вие во Унгарија завршивме? Во Унгарија завршивме, доста деца бевме, па во тој дом јас кај што бевме над 400 деца. Над 400 деца. До кога останавте во Будимпешта, во Будапешт не прифати унгарците во касарна, па бидејќи и патувашти со сточни вагони, во косите поиќе имавме вошки него коса, таму не дезинфицираја, не подстружија нуларица, не ги изгорија сите алишта, не облекоја во сини тренерки и тие сини
капчиња, што и викат овде беретки. И памтам прва вечера ни беше сутлијач. Сутлијач. Прв пат што јадев тамо во Унгарија ни беше сутлијач. Последниот камп кој остана да функционира на територијата на денешна Ромања беше кампот во градчето Тулгаш кој се наоѓа некаде во таа централна Ромања. Во текот на 53-54 година сите бегалчиња од Егејска Македонија беа сместувани токму во кампот во Тулгаш. Некаде 20 години подосна во средината на 70-тите години, познатиот македонски сликар Коле Манев, кој самиот со потекло од селото Бабчар во Егејска Македонија, а и бил жител на овие кампови, го направи веројатно најспектакуларниот документарен филм посветен на трагиката на македонските бегалчиња од Егејска Македонија. Чекај да не ми плачите. Не знаеш ли која сум? Јевдах си, Мари? Ајде, погоди се, која сум? Овие, на валицата. Коста, мајке, да не плачите. Мајка дојде да ве види. Еми мали бете. Ами цели мали, ојде, мари мајке, не ојде да се вие. Мајка дојде да се... Мајко, не се тамо. Ти стварно ти не знаеш која сум. Не ме памтиш. Сургулга си или јевдах си? Како јас. Споне Манев, ние ќе можеме да видиме некои секвенции од документарниот филм Тулгаш, кој безмалку е на некој начин една епопеја на едно многу тешко време, кој го помина овие дечиња бегалци од Егејска Македонија. Филмот добија огромен број на награди, меѓутоа на вистина кој денес после 30 години се гледа тој филм, тој е многу живо, апсолутно кој ништо да не е сменето во изминатите 30 години. Па и во самата тема не се сменете многу работи. Бидејќи темата се уште трае, условно да ја кажеме егејската тема. Таа трагика уште живее. Уште живее, уште има бегалци, значи и после 60 години, уште има бегалци кои живеат во Централна Азија. Таткото, мајката, кога прв пат ги гледате? Татко ми него не видов, погина. Погина во војната. Татко ми, тетка ми, стрико ми и уште еден стрико од татко пар браточе тие. Не ги не познавам. Со мајката кога прв пат се гледате? 54-та. 54-та, значи 6 години после бегството вие прв пат ја гледате. А дедо ви кај остана во Битола? Остана. Дедо ми да. Си се врати во Вишени, со баба ми живеа до 64-та, го видов прв пат, кога дојде, кога ми се роди керка ми прва. Дојде во Унгарија? Во Унгарија, да се видиме. Градчето Бела Црква се наоѓа на самата југословенска романска граница, таму веќе далечната 1948-49 година, повеќе од 930 македончиња, претежно од целата Валеринската околија и делумно во Костурска и Преспанска околија, беа сместени во овие домови кои беа се наоѓаа во Бела Црква. Кога дојавте во Бела Црква? Колку години имавте? 8 години. 48 година. Од кое село сте? Од кое место? Село Желево, околија Леринска. Значи од село Желево? Да. На половина пат на таа магистрала помеѓу Лерин и Костур се наоѓа македонското село Желево. Тука во Желево ние можеме да следиме две животни приказни. Едната е на Коста Коле Лумбуров, а втората на Пандо Енкуловски. Двајцата на возраст помеѓу 6 и 8 години го напуштаат Желево во текот на таа граѓанска војна и се населуваат во бегалските кампови во логорите во Бела Црква, Војводина. Коле Лумбуров останува да живее во Бела Црква, еден од ретките македонци кои се уште живеат таму, бидејќи смета дека ако не може да се врати во своето Желево, тогаш нема друга родна куќа. Пандо Енкуловски го напушта Желево, оди во Бела Црква, од Бела Црква подоцна се населува, го повлекот неговите родители во Чешка, тамо се оженува и го добива синот Марек Енкуловски, кој е денес репрезентативец во фудбал на чешката репрезентација. Многу малку македонци останаа, 2 или 3 фамилии останаа само. Ние кога дојдовме 48 година овде у Бела Црква, бевме скоро 8 дома беа, знаеш. 8 дома беа овде? Да, деца. На која возраст бевте? Од 2-3 години, веројатно до 10? Најстари 16, а најмладжи 2 години. 2 години? Да. И како решивте да останете овде? И јас и останав овде. Колку македонци останаа? Нас 3 само. Само тројца? Тројца. Само тројца? Да. Ова напуштена зграда овде веднаш позади нас, некаде 48 година беше една од павилионите кај што беа сместени македончињата со поттекло од Егејска Македонија. Во текот на 49 година македончињата беа иселени од таа зграда, бидејќи во екот на тој најголем конфликт помеѓу тогашна СФР и Југославија и тогашниот источен лагер предводен од Русија со седиште во Романија, всушност во оваа зграда беше сместена војската на поранешна JNA кој требаше да ја води таа војна во евентуален конфликт со романската армија.
Не ти се јавила некоја желба, желево да го посетиш? Па, Одиш доле ми во се Егејска јавила, али Македонија? бев ја као момак, бев во Београд, Француска, 33, у амбасадата и они не сакат да разговарат со мене. Значи, воопште не ќе да разговарат. Македонеца, да. И од онда више не бев воопште во амбасадата и ево денеска јас и сум во Бела Црква. Денешното основно училиште Жарко Зренјанин во Бела Црква 48-49 година беше отворено како македонско училиште со името Гоце Делчев. Огромен број на македончињи од костурските и ленинските села првпат во училиште се стекнуваат со образование, бидејќи таму некаде во периодот од 41 до 49 година, кога во Егејска Македонија се тие војни години, огромен број на македонски деца, некаде неколку десетини илјади, без малку нема стекнато ниту еден грам на основно образование. За првпат тие македончиња по расолувањето од Грција и по преселбите во тие земји на Источна Европа, за првпат стекнато одредени форми на основно мајчино образование. Коле грчки знаеш? Грчки знаев. Доле учеше во Желево или не, тука? овде Во Желево се зборевте на македонски? Македонски зборуваме, а овде учевме грчки и после... А првото образование овде го стекнаш, во Егејска Македонија немаше? Нема, ништо. Опште во школа не одеше? Не, овде. Одма, чим дојдов овде у Бела Црква, одма почнав, мислим, прво оделение и тако продолжив све док не завршив занат. После заврши занат, тука и се остана да живееш во Бела Црква? Си останав овде. Си останав? Да. Стотици македончиња на возраст од 13 или 14 години во текот на 48 и 49 година, кога грчките и македонските партизани почнуваат да ги губат тие војни во Грамос и во Вичо, се собират овде во Арат, во камповите на Арат и се тренира за да може да бидат испратени на тие боиште во Егејска Македонија. Подоцна преку две рути, едната преку Булькес во Војводина, подоцна и преку Бугарија и бугарската граница, тие македончиња беа испраќени во Егејска Македонија и најголем дел од нив, преку 95%, ги оставија своите животи на тие боишта во Егејска Македонија. Господине Жижов, кога разговараме со тие луѓе кои од страна на југославенските комунисти ги помага грчките комунисти, поточно мислам на Јово Капичич, тогашен помошник министар за внатрешни работи, значи десна рака на Александар Ранковиќ, и човек кој е задолжен за координација на таа помош, тој дека има 3 пункти, едното во Булькес, едното во Белград и во Катланово, кај што во тој момент има и болница кај што се лекуваат македонските партизани од Егејска Македонија, и преку тие 3 пункта всушност се дистрибуира целата таа помош на таа граница, кај Макчалан, не знам, кај Маркова нога, кај селото Сетина, живојно од македонска страна и така натаму. Значи, тоа се всушност моделитетите како се помага. Постојана организирана поддршка, апсолутно тоа е точно, но овие центри во Војводина, кои што послужуваат и како регрутна база на војници на Демократската армија на Грција, може да се каже дека се злоупотребени, затоа што мислите на Булькес? Да, или Бачки Маглиш денес како се нарекува? Значи имаме мобилизирање пред се на македонци кои што не биле полнолетни. Тоа се млади деца, некои 13, 14, 15 години. Да. Значи тоа е злоупотреба на децата во војната. Тоа е во моментите кога веќе се гледал известниот крај на граѓанската војна во Грција и поразот на Демократската армија на Грција, па сега се посегнало и по тие малолетни момчиња. Многу млади деца од Егејска Македонија преку Булкес беа праќани на фронтовите и загина. Има и книги пишана на таа тема. Па ние како деца бегалци дури присилно, например, јас сеќавам од Браилово, кај што бевме сместени во манастирот горе, еден ден... Во Прилепско? Да, Прилепско, еден ден сите организирано се низ Прилепско поле, сакаме да се вратиме во своите родни места. Меѓутоа кај реката Црна тука, ти не можеме да поминеме на мостот, не враќа полицијата, а деца бевме. Сега може ке си бевте у Бапчор, ке си бевте у Бапчор, ке си имавте земјата. Немаше да нека бидеме требаше во во Бапчор, Голгота да ја поминувате. Бидејќи монархофашистите Бапчор им беше трн во око да им мораат до последна куќа да срушат. Го срушија све. Можда ќе бевме во околните села. Бапчор е струшен вашето место. Бапчор не постои, пепел е. Цигла нема. Обновуваме таму црквата и школата, нели? Добро, го доживувате ли Бапчор ко родно место? Вие сте заминати на 6 години.
Дали го доживувате како родно место? Како ја доживувате Грција? Имате ли желба да се вратите да живеете во Грција? Па и да сакам, мислам, не можам да се вратам во... Би се јавило некоја желба? Сепак коренот ви е тамо. Мислам, секогаш постоела таа желба да идам во Бапчур. И сега. И кога отидовте во Бапчур, идовте рушевини? Рушевини, не само рушевини, него... Тамо нема камен на камен, без малку. Ја во 2001, значи, за таа изложба што благодарение на тој министрот Паскалидис, ја направив изложбата и наредниот ден со возило отидов да го видам Бапчур и тогаш пар пат го видов Бапчур. Што сакавте прво да видите кога се вративте во вашето место? Сакав да ја видам куќата, дали стои куќата. Легувањето е нешто страшно. Ја видовте ли куќата? Бидејќи неколку пати поминав низ селото со колава, не можев да слезам. Нешто невозможно беше, да. И најпосте кога слегов, видов еден човек качен на коњ, како излегува од една градина, а зад него неговата сопруга така 20 на метра. Тргнав кон нив, кој знаеш зошто. Тргнав го, запрев коњот и ги прашав од кое село, ми кажа дека се од Пожарско. Некоја тишина настана. Потоа им реков и јас сум од Пожарско, пак молк. Но кога ме праша од кој си, кога им реков од својот, рипна човекот, рипна жената, ме прегрнеа, тоа биле мој род. Меѓутоа, многу е важно она што јас ги прашав, а ги прашав, стои ли мојата куќа, нашата куќа, а тие ми одговорија, стоеш ти ни се врати. Како да сака да речат, не е важно куќата, куќата се крева, куќата може да се урне, а човекот е нешто друго. А за мене беше важно дали куќата, јас трчав куќата да ја видам, да стои, да не ја видам урната. Господине Причков, вие формирате првата партија на македонците во Егејска Македонија, Виножито, или од 1994-та, значи тоа е првото Виножито. Да, вистина, тогаш во 1994 година го формиравме Виножито. Значи вие мислите дека од луѓето што избега, вклучително и генерациите кои се изнародија после во тие центри кај што емигрира, дали во Америка, дали во Македонија, дали во Бугарија, дали во Канада, другите прекоокеански држави. Јас ќе ви кажам еден пример. Дека некаде околу 1 милион луѓе македонци живеат со потекло од Егејска Македонија. Јас ќе ви кажам еден пример Пожарцко, селото моје кај што живеам, сум роден. Или Лутраки по грчко, или како се нарекува. Или Лутраки Аридеас по грчко. Пред Втората светска војна Пожарско беше 4.500 граѓани. 4.500. А ден денесне 1250 граѓани. Значи, кај е тоа? Кај се тие граѓани, значи кај загина тој народ? Беа македонци најголем дел? Не најголемиот ден, Пожарско беше едно чисто македонско село. 100% македонско. 100% македонско село. Добро, господине Ристо, колку све македонци загина во таа граѓанска војна? Некои викаат околу 20.000 нешто. Не 20.000, не се, помало се. Може 5-6.000 има загинати, абе 20.000 тоа се многу. Плюс цивили, мислев, и деца кои... цивили бомбардирија села тие, затоа децата се собра децата и испратија на... Кој донесе налог да ги праќа децата по источните земји? Организата Нов и Номци Афуѓе. Значи, бидејќи бомбардирија селата да се спасе децата и дадоe, а сите други излуга партизани. И мајки, и стари жени да гради, стари баби бункери гради. Цел македонски народ. И зашо се боревте? Зашто предател Захаријадес не рече така, на 5 плено, 48 години рече вака.
Како се слободи Грција, македонците има право до самоопределување. Значи до самоопределување. До самоопределување, рече Захари, на пети пленум. Тоа значи, господине Ристо, и да се приклучите кон Македонија, ако сакате. Да. Од самоопределување да се приклучиме, разбира се овде. Тоа беше мамка на Захаријадис. Значи ви Тоа беше излаша. мамка да ни извади, за да не може да ни усели. Да ви И сили тоа од... беше као причина да се уселиме ние и да остане мало народ там наш. Значи, Тоа беше. екзодус да се направи. Тоа беше предателство на самиот Захаријадис, што беше во партијата. Значи всушност беа изманипулирани македонците во Егејска Македонија. Манипулирани. Добро, Коле, колку дечиња имаше во домовите во Бела црква? Па, Тамо 48-49 година. Овде, ја мислим да ти, ко што кажеш, негде око 900 сигурно. Значи 900-930 дечиња. Да. Кога егејците се враќат од Војводина, не знам, од Чешка, од Полска, од Романија и така натаму, во најголем дел од нив завршуваат во некои подруми, во некои гета, во некои кампови и така натаму. Денес постојат тие приказни дека двајца егејци ќе се најдат, третиот ќе добие борачка пензија или ќе добие некој стан од 30 или 40 квадрати, меѓутоа реално мизеријата во која се враќаат егејците тамо некаде 50-те години на вистина голема. И тоа е веројатно еден измачен народ. Јас не знам со кого би можел на балкона да биде спореден тој народ од Егејска Македонија. Со никој. Единствено може да се споредат егејците само со судбината на ирците. Или на со србите, судбина на курдите, на ерменците. На србите на Косово евентуално, или србите во Крајина, кога бегаат тие збегови големи 90-тите години. Иако ова, мислам, ова што го кажувате, сепак од поновата историја, каде што се замешани и големите сили. Затоа што не треба да забораваме дека трагедијата на македонците од Егејска Македонија е само нивна, без никаква помош од страна. Бидејќи вела тоа што се случувало на Балканот 90-тите години, всушност во Грција и во Егејска Македонија се случувало 50 години порано. Тоа е екзодус, таа една трагедија, 20 кусурилјади деца. 28.000 деца. На возраст од 2-3 до 11-12 години. Да, од 2 години до 14 години. Тоа е всушност библиски настан. Тоа го нема како случај никаде. Останете со нас и по рекламите, опростете крајот на нашето вечерашно досие на дадена тема. Каква е таа трагика на македончињата и македонците со потекло од Егејска Македонија, кои како песок се расијани широм светот. Интересните се македонците од Егејска Македонија, бидејќи се на добра целна група за политичка манипулација. И Васил Топурковски, и дел на одредени други политички структури секоја стават дел од представниците од Егејска Македонија за да може да ги добијат нивните гласови. Сензитивни се по однос на тоа прашање, посебно со Грција, има стана гробиштата таму, има стана земјата и така натаму. И луѓето ги подгреваат тие страсти секогаш пред избори. Се сложувам, затоа ви реков, ние како групација егејска имаме некои интереси малце поиќе, рековте, гробишта, имоти, државјанства, роднини таму и 10 милиарди, 10 милиарди евра. Не, многу е тоа. И мислам дека да, интересни сме за секоја политика, умна политика мора да рачуна гласачко тело сме. Во најмала рака. Иако тешко, знаете, можете да му објасните на некој од Егејска Македонија дека многу подобра Македонија да влезе во НАТО и во ЕУ. И од тамо да е клюка и да е тепа Грција, бидејќи ние веќе 48-49 година свативме дека Грција всушност ги победи во наводници македонците од Егејска Македонија со помош на американците на Велика Британија, сите те бомбардирања, дека секогаш Грција всушност нас не поразува во наводници со помош на одредени сојузници. Тоа се случи во Букурешт. И ние никако да извлечеме таа историска лекција дека Грција може да биде поразена само со паметна политика, кога Грција ќе остане без сојузници. Ја барем така мислам, може би грешам, не знам, затоа и со вас разговарам. Не, јас мислам дека сте сосема во право, стално нас ни требаат сојузници како и на сите други и во политика и во војна и во што сакате. И не само овие меѓународни што ги велите Америка или не знам кој, нас ни требаат сојузници во Грција. Меѓу луѓето во Грција, грци што можат да сватат и да ја разберат нашата
болка, мака, борба, како што сакате наречете ја, и што ќе се залагаат за нас. Нас ни требаат едноставно сојузници на сите страни. Не се добива војна или борба или што сакате, не се добива без сојузници. И почнат ли егејците сега таа своја трагедија, која реално е присутна и постои да ја продават и да ја трампат за 2 хектара земја во Грција? Не, апсолутно не. Не може тоа нити да се така разбере, ни да се свати така. Ние прво не продаваме ништо, туку бараме да ни се врати тоа што е наше, и имотот целосно да ни се врати, ние да располагаме, а не некој друг. Не очекувате дека ќе се отворат нови рани од целата таа работа, бидејќи барем 50% од таа земја, ако не и повеќе, е во рацете на македонци, кои останаа во Егејска Македонија. Дел од структурите на грчката држава, таа северна Грција или Егејска Македонија се повторно македонци. Да, од родини, меѓутоа сепак македонци. Дали тоа нема да направи нови делби помеѓу македонци од Егејска Македонија? Бидејќи тие делби, не се лажеме, постојат изминатите 50-100 години. Апсолутно нема тоа, навистина е измислица. Точно е тоа дека нашите кои останаа и живеат во егејски дел на Македонија се исплашени. Колку сме ние во заблуда дека Грција, таа силна земја, мислам силна затоа што ја има поддршката на Европа, така лесно може да го даде тој имот. Па зошто ние гласно не кажаме дека 60-та година Атина си донесе закон и тој имот им го раздели на луѓето. 60-та година. И тоа голем дел се македонци, веркомани кои останаа македонци, па точно, мојот имотот на татко ми 36 хектари. Вреди милиони. Ќе треба, значи, братучеди со братучеди од Република Македонија со Грција. Како јас сега кога влегувам, повеќе не сакат луѓе на Крит делумно, отколку некои македонци во македонските села и места во Егејска Македонија. Да, тоа е. И тоа треба да им го кажеме и на граѓаните на Република Македонија. Сите што доаѓаат на власт, имотите ќе се вратат. Кои имоти? Добро, господин Динков, не сте почувствувале потреба, да речеме, преку Светскиот македонски конгрес, преку овие здружења на егејците, да помогнете да се изгради таа црква Света Злата Меглјанска? Навистина е срамота кога се оди во Саботско кај дедо Никодим Цркњас, кога се види дека таа црква е се уште на ниво на карабина. Па биде ние за таа црква разговараме на повеќе состаноци и на повеќе теми. Ние бараме и од тука, од нашата македонска епархија да се помогне, пошто Никодим Цркњас е македонец и свештено лице македонско, а не грчко. Па бидејќи беше од Егејска Македонија, човекот кој требаше да го изберат во синодот на Македонската православна црква не го избра. Му направи одредени местенки, не го избра. Имаше варијанти дека може да биде архиепископ на Македонската црква и повторно го минира поповите тука од Република Македонија. И ние денес се бориме за некоја рамноправност во однос на Грција, а егејците не сте рамноправни ни во Република Македонија на некој начин. Види, прашањето за Никодим Цркњас е малку и жално е. До попе, значи ние сме во црквата Свети Злата Меглјанска во Саботско. Саботско, да. Или во Арадеја, како грците да, го нарекуваат. Да, и Арадеја по грчко, добро, тоа е сега, не можеме да одбегнеме тоа. И колку време ја правите оваа црква? Оваа црква е горе-долу 8 години и од 9 влегзена, кај се граде. Ама работе 7 години. Ке испаднат ли егејците повторно жртви? Да. На македонската политика? Да, бидејќи зборот манипулација кој постојано лебдел над македонците, родом од Егејска Македонија, рече се 60 години. 60 години, а манипулирани од почеток и сега се најмногу манипулирани. Ние секој ден слушаме дека за името се виновни дојденците, бегалците, егејците. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Вечера, почитувани гледачи, можете да проследите нашето второ продолжение на нашата телевизиска емисија, нашето телевизиско досие на дадена тема, за што се борија македонците во Егејска Македонија и каква е таа трагика на македончињата со потекло од Егејска Македонија, како песок се проширени и расфрлени широм светот. Гледате репризата утре на 5+ телевизија некаде околу 17 часот, ние се гледаме идниот петок во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.